Со нас денеска е господин Оталјуш Еминов, кој што е дел од групата која што живее на улица. Па така би сакале да го прашаме него, што се случува со вас? Што ви ветуваа до сега и зошто го превзедоа тој чекор институциите да ги извадат тие лица од тоа место, но тој проблем не е решен. Тие лица се уште се таму, но само им се срушени импровизираните кукички. Генерално, значи, не се 2 години. 2 години се едно место, една локација која одбират. Проблемот е повеќе од 27 години. Има над 150 семејства кои варират на различни локации низ различни градови. Проблемот не е решен поради тоа што самата држава не ги гледа како народ. Значи, ветувањата се многу големи. Од година до година сите се надеват на нешто подобро, меѓутоа не едната власт, не втората власт, секој се случува истото. Имавме една мала надеж, тронка надеж, пред новата власт која обеќа, лично на мене, например, министерка што е сега од Министерството за труд и социјална политика, дека работите ќе тргнат на подобро, дека луѓето не смеат да живеат така, дека треба да бидат сместени. Меѓутоа, постапување на новата власт, ова што денеска и вчера се гледа, ова ти е едно обично копи-пейст на минатата власт. Обеќана е локација во Визбегово. Во Визбегово требаше да се направат бараки од тврда градба, каде што овие бездомни лица ќе бидат собрани низ целиот град, ќе бидат сместени, ќе им се овозможат услови за живот како што се струја, вода, канализација. Меѓутоа, сместени се по домови каде што живеат деца напуштени од родители. Условите ни таму не се најсени, значи луѓето се жалат и од таму. Дел од нив веќе во неколку наврати изминативи месеци бегат од домовите, па под некоја чудна икс причина им се даваат и колички и дозволено им шишињата да ги собират во самиот двор, само со причина да ги задржат. Има луѓе кои барат сместување, иако не е сејно, меѓутоа крајен случај го гледат домувањето и по тие домови. Меѓутоа, токму тие луѓе интересен е фактот што не сака да ги прифатат во истите тие домови, поради тоа што, како што кажуваат самите, биле во Центарот за социјална работа и били упатени на главната точка локација, тоа е Кале, требало да живеат 5 години во Кале, да ги исполнат условите, па да бидат сместени во домот како што е Ранка Милановиќ. Овака, не се работи тоа згрижување. Згрижувањето тоа е привремено, односно месец, 2, 3, 6 месеци, додека луѓето не се разбегаат од камповите. Значи, условите, како што кажа ви предходно, значи не се баш најсејани за живење. Ова многу интересна работа е што навистина треба се побара одговор зошто 5 години се живее под Кале. Дали е членска карта или што и како, тие луѓе се 27 години, значи на различни локации. Значи бездомник е бездомник без разлика дали живеел кај Стара железничка, дали е во автокоманда или живее под Кале. Ако можат 7 семејства да бидат згрижени во Ранка Милановиќ и со тие 7 семејства да се манипулира во јавноста дека луѓето се средени, дека има напредок, тога се лажат. Зошто? Затоа што тие 7 семејства не се единствените. Од сите тие семејства и јас сум едниот од нив, што ќе проговори, меѓутоа ги има и сите други што ќе дават изјави во медиумите, народот да гледа дали тие луѓе се сместени како што тврдат невладини и владини институции или се уште истите како што и живеат 27 години. Она што е обеќано, нити имат намера да им го дадат, нити пак им го дадат. Тие луѓе ќе чекат да се замине полицијата и градежните инспектори од општините што веќе ги рушат, значи тоа општина Центар, Газибава и така натака. Откако ќе се заменат, тие веќе стварите што ги имат спакувано, ќе си ги распакуваат и од истото место не мрдат, затоа што немат никаде. Си остануваат истото.